Чест ми е што денеска сме со земјоделците, лозарите, со граѓаните на овој голем празник, заштитник на лозарите, Свети Трифун, тука во Тиквешијата, во најпознатиот регион по производството на вино. Нашата земја станува бренд по производството, по извозот и по девизниот прилив кој што постојано се зголемува од ова значајна гранка во земјоделството. Оваа влада во претходните 2,5 години цврсто стоеше на дадениот збор и на реализација на мерките кои што го подобруваат секторот и ги подобруваат сите индикатори кои што овој сектор ги дава во нашата економија. Го решивме проблемот со неисплатеното грозие од 2014, 2015 и 2016 година, кое што беше откупено, но не платено на лозарите. Односно го решиме проблемот со Повардарие, со Стефани и со останатите регистрирани откупувачи и винарии кои што не го платија трудот на лозарите. Најдовме законско решение, преку кое што 1,2 милиони евра веќе се исплатени на сметките на 2048 лозари кон кои што овој долг постоеше. Уште 680 лозари ќе бидат обештетени во овие неколку денови преку најновите измени на законот кој што собранието го донесе, се со цел целосно да биде исправена оваа неправда создадена од претходната влада. Овој проблем кој што беше оставен да го решаваме. Но и покрај тоа, во целокупниот овој период ги зголемуваме субвенциите, особено во лозарството. Воведуваме нови мерки и политики во целокупниот овој сектор. Пред само неколку дена на време беа исплатени околу 9 милиони евра на 15.700 лозари. Навремено, неселективно, во еден изден лозарите ги добија своите средства. И тоа тогаш кога се најпотребни, тогаш кога започнува новата реколта и новата сезона. Е исплатена и новата, односно дополнителната мерка од 1 денар на над 6240 лозари. Односно дополнително околу 1 милион евра се исплатени само преку дополнителната мерка. Во 2019 година владата преку уредбите и програмите донесе и нова мерка за дополнителна поддршка од 2 денари за секој килограм откупено грозие од реколтата 2019 година. И тоа не само за Вранец и Смедеревка, туку за најавтентичните останати сорти на грозие кои што се произведуваат и кои што се типични за Тиквешијата. Постојано воведуваме мерки и политики, но и нови законски решенија. Особено сме горди на тоа што и покрај решавањето на проблемите, но она што ни беше оставено да го решаваме, зацртавме и една друга стратегија, односно носиме закони кои што донесуваат развој на овој значаен сектор. Меѓу нив е и законот за вино. Измените со кои што ги олеснуваме критериумите на физичките лица да се занимаваат со оваа работа, со оваа дејност. Така да само физичките лица кои што и се и со средно образование веќе можат да произведуваат вино. А малите винари кои што произведуваат до 100.000 литри годишно вино, сега не морат да имат вработен дипломиран енолог, туку може да имат енолог кој што ќе биде ангажиран по договор. Новите правилници кои што ги донесовме веќе носат многу улеснителни околности да во државата многу поголем број на луѓе, на лозари, директно се занимаваат со производството и на грозје, но и на вино. Тоа предизвикува да се зголеми бројот на луѓе кои што ќе бидат ангажирани во лозарството и кои што ќе придонесат да овој сектор придонесува многу повеќе во вкупниот бруто домашен производ. Податоците, фактите и аргументите говорат дека постојано се зголемува и производството, дека постојано се зголемуваат хектарите на кои што се подигнуваат лозови насади, но особено е значено што расте извозот на флаширано вино, а со тоа расте и девизниот прилив во државата. Ова е значена, ова е стратешка гранка на земјоделството, која што е основа на нашата економија и како влада цврсто ќе стоиме да воведуваме и нови мерки и нови политики. Особено сме горди заради тоа што Република Северна Македонија оваа 2019 година која што измина е шампион во реализацијата, во апсорбцијата, во искористаноста на ИПАРД средствата. Токму затоа денес од тука, од Винарија Венец, ја праќаме таа порака на сите да ги користат приликите и можностите како што оваа винарија ги има искористено за набавка на
опрема, за модернизација на своето производство, да во овој период, кога имаме тековни повици за искористување на овие европски средства и европски пари кои што ни стојат на располагање, ги охрабруваме сите да аплицираат и да ги искористат. 2019 година е прва година по 10 години во кој што оваа земја не враќа пари назад во европскиот буџет, не плаќа пенали, не плаќа казни, туку целокупниот фонд, целокупниот износ кој што на државата и беше ставен на располагање за прв пат е целосно искористен. За прв пат ова 2020 година не само што ни се на располагање средствата од ИПАРД програмата намената за нас, туку ќе користиме и туку ќе бараме средства од околните земји кои што не ги искористиле, од Турција, од Србија, од Албанија, да се влеват во нашиот агросектор. За прв пат сме лидери во регионот во искористеноста на овие средства. Дополнително за лозарите е особено битно што оваа година што измина, 2019 година, беше прва година во која што можеа да ја користат и ја искористија мерката за зелена нафта. Ветивме, го дадовме зборот, го донесовме законот и ја реализиравме мерката за поевтина нафта за механизација. Она што го даваме како збор за 2020 година, веднаш по формирањето на новата влада во мај, ќе биде промената оваа програма, односно оваа мерка, процентот на покривање на трошоците за зелена нафта го зголемуваме од 30% на 50%, заради тоа што се покажа како успешна мерка, преку која што над 55.000 земјоделци добија картички на кои што имаат средства, кои што веќе се исплатени, и тоа се близу 5 милиони евра дополнителни пари кои што доаѓаат во земјоделството, а особено и тука во лозарството. Тоа значи поевтино производство, намалување на трошоците и многу порентабилно производство и средства кои што можат земјоделците, фармерите, лозарите да ги инвестираат, особено во развојот, во подигнувањето на нови насади, во введувањето на нови технологии, во иновациите во земјоделството, кои што ќе бидат одлика и кои што ќе бидат столб на новата програма на Социјалдемократскиот сојуз од делот на земјоделството. Нека е честит Свети Трифун.